Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охридското езеро е атрактивна дестинација за нуркачи од целиот свет. Косете го Охрид локално со slow food. Зголемен интерес од кај охриѓани за бустер доза вакцина против ковид. Општина Охрид пред шпицот на сезоната одлучи да ги стави во функција рампите за регулирање на сообраќајот во Старград. Жителите на Вапила бараат санација на оштетениот мост. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес во првата половина од денот имавме претежно сончево и топло време со максимална дневна температура од 28 степени Целзиусови. Во попладневните и вечерните часови со можност за локални врнежи од дожд. Во текот на ноќта, четврток кон петок, претежно ведро време со локална облачност. Во петок во Централна Европа, како и во крајните северозападни и североисточни предели, умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици. Во останатите предели од континентот, претежно ведро со локална облачност и топло време, со исклучок на Источна Европа, каде се очекуваат невообичаено ниски температури. На Балканот утре претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло со пораст на дневните температури. Максималните ќе се движат во интервал од 31 до 37 степени. Во Македонија во петок ќе превладува сончево и топло време. Минималните температури од 13 до 22 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во петок сончево и топло време, ќе дува слаб ветер. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 31 степен. Во сабота сончево и топло со дневна температура до 33 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност, а попладне со услови за слаб дожд. Утринската температура од 18 степени, додека пак дневната до 29 степени. Во понеделник сончево топло време со максимални 29 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ.
Охридското езеро станува атрактивна наутичка дестинација. Стотици нуркачи од сите страни на светот во текот на летната сезона уживаат во различни подводни авантури. Треба да се искористат потенцијалите за да се доисплете подводната приказна, но и поголема промоција, сугерираат странските нуркачи. Охридското езеро се поатрактивна дестинација за нуркање. Голем е бројот на странци кои специјално доаѓаат да го запознаат подводниот свет, кој милиони години екзистира во најстарото езеро во Европа. Во водените длабочини, љубителите на подводната авантура имаат можност да се запознаат со археолошките локалитети, подводните наси, предмети од преисториско време, бројните извори, потонати чамци и живите фосили, ендемичниот животински и растителен свет. Јоханес Реч, подводен археолог од Берн, кој работеше на локалитетот Врбник во Струга, е воодушевен од подводните можности на Охридското езеро. Of the Struga region, especially the area. Во регионот на Струга посебно е убав делот на вливот на реката Црндри. За мене тоа е многу убава креација на природата. Целиот регион од аспект на природата е неверојатно убав, гледано и од културен аспект, Охрид и Струга се многу убави градови со богата историја. Дефинитивно вредат да се посетат. Бисерно чистата вода помешана со сончевите зраци преку ден и сјајот на месечината преку ноќ пленат со убавина. Треба да се искористат потенцијалите за да се доисплете подводната приказна, но потребна е и поголема промоција. Struga in Kalište, there are Тука во близина на Струга, кај Калишта, има многу убави подводни извори, кои се многу интересни и вреди да се видат. Навистина ладни, но многу е чиста водата. Тоа генерално важи за целото езеро, свежа, чиста вода со неверојатно голема видливост. Охридското езеро станува наутичка дестинација. Стотици нуркачи од сите страни на светот во текот на летната сезона уживаат во различни подводни авантури. Вкусете го Охрид локално е пораката на Slow Food Охрид. Охриѓани и туристите ќе имаат можност да вкусат традиционални локални производи на настанот кој ќе се одржи в сабота 30 јули од 19 часот на плоштадот Долна Порта. Од Slow Food Охрид повикуваат вкусете го Охрид локално. Организираат настан на кој ќе се презентираат гастрономски специјалитети произведени од локални намирници од нашиот микрорегион. Бесквасен домашен леп, охридски пица и хамбургер, макало и варена шунка, ладно цедено масло и намаз од лешник, домашно пржено кафе се само дел од производите кои ќе бидат изложени на малиот плоштад Порта в сабота, информира професор доктор Ангела Пасквале. Охрид има што да презентира, нели, веќе глобалното треба да го претвориме во локално, она што го бараат впрочем и туристите, а од друга страна да му дадеме и поддршка на локалните производители, односно парите да останат во нашиот регион и да циркулираат во овој наш регион, значи да едноставно да имаме економско зајакнување на нашиот регион. Тоа ќе биде дегустација, едукација и забава во исто време. Да дојдат да ги пробаат сите овие производи и нормално да внимаваат секогаш што купуваат, затоа што секогаш треба да го, посебно во ова криза, каде што гледате немаме храна, значи навистина ќе дојде момент и веќе дојде моментот кога локалното треба навистина се поддржи. Вкусете го Охрид локално е прв настан во организација на Slow Food Охрид, а интенцијата е да прерасне во традиционална манифестација. Покрај 16 охридски производители на настанот во сабота ќе бидат присутни представници од Slow Food Водно и Slow Food Битола. Пасквали напоменува дека успеале да подготват подарок пакет со специфични производи кои ќе може да се купат по пристапни цени. Тоа е gift box, значи специјално подготвен, да речам gift box, во кој што ќе бидат на интересен начин презентирани, спакувани одредени производи, така да секој тој gift box ќе може да си го купи за одредена пристојна цена и да го подари. Тоа е многу добар подарок за туристите кога ќе се вратат во своите домови, за некој пријател или да го продолжат или да ги
продолжат спомените на убавите моменти продолжени во Охрид или да ги споделат со пријателите, а од друга страна планираме па и од општината да има, да речеме, еден таков готов gift box кој што ќе му го понуди на сите луѓе кои што доаѓаат нели од страна, ја посетуваат општината како репрезент на Охрид, или нормално банките или други, да речем, бизнес оператори кои што сакаат да испратат подароци. Тоа е еден наистина многу добар, затоа што имаме локален идентитет со локални производи. Целта на Slow Food Охрид е да помогне во вмрежување на производителите и угостителските објекти од регионот во иднина. Плановите се да изготват Slow Food Travel платформа, каде што рестораните на мени ќе нудат локални продукти. Утре Советот на општина Охрид ќе одржи 14-тата седница со 25 точки на дневен ред. Советниците ќе одлучуваат за измени на повеќе програми за активностите на локалната во 2022 година, односно ќе се гласа за изменување и дополнување на буџетот на општината. Покрај ребаланс на буџетот, на дневен ред е и предлог одлука за усвојување на програмата за работа на Советот за заштита на потрошувачите на општина Охрид за период 2022-2023 година. Предлог одлука за отстапување на користење паркинг простор од општина Охрид на јавното предпријатие Билјанини извори Охрид. Поради драстично зголемување на бројки на новозаразени со COVID-19, се зголемува интересот на граѓаните за примање на дополнителните бустер дози од вакцината против COVID-19, информираат од Здравствен дом Охрид. После COVID затишјето и целосно спласнатиот интерес за имунизација, денови е повторно раздвижено пред пунктот за вакцинирање против COVID во Здравствениот дом Охрид. Драстично зголемување на бројките на новозаразени со COVID-19 ги мотивира граѓаните да се вакцинираат со бустер доза. Согласно препораките на Националната комисија за имунизација на граѓаните, им е достапна и четвртата доза на вакцината, за која охриѓани изминативе денови покажуваат интерес, информира раководителот на службата на здравствена заштита на деца и младенци Охрид, доктор Сонја Мариновска. Бројот на вакцинирани на дневна основа се движи во просек околу 20, така да од пред 3 недели до сега вакцинирани се 260 лица. Од почетокот на давање на бустер дозите, значи од третата доза, зборувам, значи од самиот почеток кога почнавме и бустер дози да даваме со Pfizer, тоа е третата доза од септември месец, до сега вакцинирани се 6930 души. А последниве 3 недели со трета доза само 30 души се вакцинирани. Вакцинирањето е достапно без закажување во пунктот во Здравствен дом. Бустер дозата може да ја примат сите лица над 18 години кои веќе се имунизирани иницијално со 2 дози вакцина против COVID. Но препораката на здравствените власти посебно е до лицата над 60 години, лица со хронични болести и коморбидитети и имунокомпрометирани лица по 6 месеци од примената ревакцина. Бустер дозите се со вакцината Pfizer, а здравствениот дом од пред 2 дена доби дозвола да ја аплицира и вакцината на Модерна. Вакцината штити од тешки форми на болеста, од хоспитализација и смртен исход и посебно е важно ризичните групи граѓани да се заштитат преку имунизација од COVID-19, посочува доктор Мариновска. Во Охрид изминативе денови има по околу 30 нови случаи дневно, а во моментов активни се 222 случаи на COVID, според извештаите од Министерство за здравство. Но епидемиолозите сметаат дека реалните бројки се повеќекратно поголеми, затоа што голем број од инфекциите не се регистрираат од системот, затоа што граѓаните се тестираат со тестови од аптека и воопшто не прават тест. Пореална слика даваат ординациите на матичните лекари кои деновиве се полни со пациенти. Лекарите апелираат граѓаните да се тестираат за COVID, не само при покачена температура, туку и при симптоми на малаксаност и стомачни тегоби и диареја. Според информациите на Општа болница Охрид, на инфективното одделение има 2 хоспитализирани со COVID-19. Пациентите се повозрасни граѓани со средно тешка клиничка слика. Од болницата додаваат дека изминатите неколку дена драстично е зголемен бројот на амбулантски прегледи на лица со симптоми на COVID-19. На дневна основа има и над 60 прегледи.
По налог на Оделението за сообраќај и улици при општина Охрид, екипи на јавното предпријатие Градски пазар денес поставија монтажни столпчиња на паркингот пред брзата помош во Охрид. Оформена е нова коловозна лента и обезбедено е ограничување на паркинг просторот, кои ќе бидат наменети само за специјалните возила на оваа здравствена служба. Со ова се обезбедува решавање на долгогодишниот проблем кој брзата помош го имаше поради попречен пристап до просториите од несоодветно паркирани возила. Останатиот дел од паркингот, кој не е ограничен со столпчиња, и понатаму ќе биде достапен за користење од страна на граѓаните. Се упатува апел до возачите да го почитуваат поставеното ограничување, со што ќе се обезбеди брзо и навремено интервенирање на службите на брзата помош. Општината реши да ги стави во функција рампите за регулирање на сообраќајот во Старград. Општина Охрид ги известува жителите и туристите кои престојуваат во Охрид дека од утре 29 јули петок ќе бидат ставени во функција рампите за влез и излез во стариот дел на градот. Моторните возила ќе може непречено да се обраќаат само доколку поседуваат ревидирана картичка за движење во овој дел од градот од 2021 година. Рампите пред Горнапорта и пред Каменско ќе функционираат 24 часа, а рампата пред Капетанија ќе биде во функција од 5 до 20 часот. Од 20 часот до 5 часот изутрина оваа рампа ќе биде затворена за пропуштање на сообраќај, а во истиот период затворени за сообраќај ќе бидат и улиците Коста Абраш и Самуилова. Дотурот на стока во стариот дел на градот, правните лица ќе може да го вршат со издадена картичка секој ден во периодот од 5 до 10 часот. Такси возилата кои вршат превоз на патници ќе бидат пропуштани во стариот дел на градот само преку влезот кај Горнапорта. Од локалната ги известуваат сопствениците на сместувачките капацитети кои немаат обезбедено сопствен паркинг, дека своите гости може да ги насочат за влез исклучиво преку Горнапорта, само за да извршат истовар на патници и багаж. За овие возила дозволен е престој во стариот дел од градот во време траење од 15 минути. Од општина Охрид апелираат до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат воспоставениот режим на движење во стариот дел на градот со цел да нема непотребен застој. Жители на селото Вапила апелираат до надлежните да се санира оштетениот мост на патниот правец Косел-Вапила-Ливојшта. Се уште не е саниран мостот во селото Вапила, оштетен во сообраќајната несреќа што се случи на 5 јули годинава. Денеска на истото место е избегната уште една незгода, која малку фалеше да заврши со катастрофални последици, пишува во дописот до редакцијата на ТВМ. Жители на Вапила испратија и фотографии на кои се гледа оштетената метална ограда на мостот. ТВМ во врска со овој проблем побара информација од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид. Од локалната самоуправа велат дека општинските стручни служби извршиле увид на мостот. Потоа следи изготвување на техничко решение, пошто ќе се пристапи кон решавање на проблемот, се вели во одговорот од локалната. Во рамките на превентивниот проект Безбедно лето 2022, СВР Охрид вчера на патот Охрид-Свети Наум со кракот кон планината Галичица и Отешево ја реализираа превентивната кампања Заштити се од пожари на отворен простор. Представници од Оделението за превенција од секторот за внатрешни работи Охрид и од Националниот парк Галичица на граѓаните кои вчера се движеа на патот Охрид-Свети Наум им укажуваа на опасностите и последиците од пожари и им поделија летоци и друг едукативен материјал со практични совети за заштита од пожари на отворен простор. Оваа активност е во рамки на превентивниот проект Безбедно лето 2022. Превентивната кампања Заштити се од пожари на отворен простор опфаќа укажување на потребата од безбедно движење и престој во планински појас, на потребата од преземање мерки за заштита од пожари, но и потсетување на казнените одредби за непридржување кон законските обврски. Како дел од превентивниот проект Безбедно лето беше реализирана и кампањата Заштити се од кражби на плажа. При тоа на повеќето плажи на Охридското крајбрежје беа остварени разговори со туристите и им беше укажано на потребата од поголема внимателност и заштита на паричниците и другите вредни лични предмети кои ги носат на плажа или ги оставаат во паркираните автомобили. Полициските службеници поделија летоци со едукативна содржина и практични мерки за поголема заштита од кражби на плажа.
Подпишан меморандум за соработка помеѓу општина Вевчани и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Целта е заедничко работење за активно унапредување на туризмот преку формирање на заедничка туристичка понуда, збогатување на туристичките содржини и нивна промоција. Вевчани и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот подпишаа меморандум за соработка и дејствување во областа на туризмот. Градоначалникот Спасе Кочовски и директорот на агенцијата Љупчо Јаневски се обврзаа дека ќе работат на афирмација и креирање на услови за развој на туризмот. Општината и агенцијата во иднина ќе соработуваат преку размена на искуства и добри практики, како и учество во настани и активности од заеднички интерес, подготовка, развивање и учество во заеднички проекти и истражувачки активности, како и организирање трибини, советувања и други настани за развивање и промоција на туризмот. На средбата од страна на директорот на агенцијата Љупчо Јаневски била посочена неопходната промоција на туристичките потенцијали со кои располага Вевчани, сместена под падините на Јабланица, на туристичките саеми надвор од државата, одржување на трибина за развој на руралниот туризам, категоризација на туристичките сместувачки капацитети со кои располага општината и нејзино мотивирање преку туристичка такса да се уредуваат и издаваат и други објекти за привлекување на што поголем број на туристи. Исто така била истакната и потребата од изградба на информативни табли на кои ќе ги има најзначајните места, објекти и локалитети со кои располага Вевчани. Страните подписнички на меморандумот треба да воспостават поволно клима и за инвестиции во областа на туризмот. Воедно ќе ги разминуваат сите информации, вклучувајќи ги и статистичките податоци од областа на туризмот, ќе придонесат во размена на искуство во областа на стручно усовршување на персоналот од туристичката индустрија преку учество и организирање на работилници со цел подигнување на интелектуалниот капацитет и човечките ресурси. Страните подписнички ќе се заложат да создаваат нови туристички производи, но и во подобрување на политиките и развојот на приватниот сектор во туризмот. Целокупната имплементација на активностите договорени со овој меморандум ќе биде следена и поддржана од директорот на агенцијата и градоначалникот на општина Вевчани. Фатени Кичевчани со дрога на улицата Јане Сандански. Синоќа, половина час по полноќ, на улицата Јане Сандански во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода две лица од Кичево на возраст од 33 и 23 години. При контрола на патничко возило Volkswagen Passat со кичевски регистарски ознаки, полициски службеници ги забележале лицата како изфрлаат две пакувања, кои откако биле пронајдени, констатирано е дека во нив има кокаин. Исто така, во возилото биле пронајдени уште 3 пакувања со кокаин. Тие биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Стотици демонстранти упаднаа во парламентот на Ирак. Ја нарушија строго забранетата зона во Багдад и упаднаа во зградата на парламентот, каде се наоѓаат голем број на важни политички објекти, меѓу кои странските амбасади. Безбедносните сили најпрво успеале да ги спречат граѓаните да упаднат во парламентот, но по некое време тие сепак успеале да влезат во законодавниот дом. Станува збор за приврзаници на свештеникот Муктада Ал-Садар, кои се противат на предложениот нов премиер. Актуелниот премиер на Ирак, Мустафа Ал-Кадими, ги повика демонстрантите да го напуштат парламентот. Немирите се случуваат по 9-месечна политичка блокада, во која конфликтите помеѓу различни политички партии спречија создавање на нова влада. Мајмунски терор во јапонски град е надвор од контрола. Мајмуните гризат, напаѓаат и се обидуваат да киднапираат бебиња. Луѓе во град во југозападна Јапонија со денови се на удар на мајмуни кои ги тероризираат. Тие се обидуваат да киднапираат бебиња, гризат и ги грабаат за нивните тела. Ситуацијата е толку лоша што градските власти на Јамагучи ангажираа специјална единица за справување со животни со пиштоли за шок. Толку се паметни се прикрадуваат и напаѓаат одзади, често фаќајќи ве и занози, изјави градскиот функционер Масато Саито. Се работи за јапонски макаки, вид мајмуни кои често се прикажуваат како мирно се капат во топлите извори. Мајмуните не се заинтересирани за храна, па стапиците не функционираат. Цел се децата и постарите лица. Во САД рекордни 1048 нови случаи на мајмунски сипаници за последните 24 часа. Податоците се објавени на официјалната веб страница на Федералните центри за контрола и превенција на болести.
Во моментот во Соединетите Американски држави има 4639 случаи на мајмунски сипаници и тоа е највисоката бројка во светот. На второ место е Шпанија со 3738 заразени. Страшни последици од потресот на Филипините. 5 мина загинати, 131 повреден и со голема материјална штета. Потресот со магнитуда над 7 степени според Рихтер, што вчера го погоди планинското подрачје Корделера, предизвика и слечишта и одрони на камења. Филипинскиот председател Фердинанд Маркос ја прегледа штетата предизвикана од силниот земјотрес во северните покрајни, во кој смртно настрадале најмалку 5 лица, а повеќе од 130 биле повредени. Во потресот биле оштетени стотици куќи и згради и прекинати електрични и комуникацијски линии, со што се претпоставува дека околу 13.000 луѓе се погодени од земјотресот. Тоа е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Довидување!